Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Во нормална правна држава, после признанието на главниот осуден во рекет, дека парите завршиле кај Зоран Заев и Вице Заев, денес требаше тие да бидат со лисици на рацете поради сомнение за сторен криминал. Со ова, Зоран Заев и Вице Заев си купија директен билет за Војдризово. Нема криминал почитувани во оваа држава, а да не се споменува името на овие двајца. Јавното обвинителство молчи и не се осмели да ги викне браќата Заеви ниту на разговор. Ова е втор пат откако сега осудениот експлицитно го посочува Зоран Заев, а јавното обвинителство воопшто не се интересира за тоа. Зоран и Вице Заев вчера во судот беа посочени како лица кај кои што завршиле пари од рекет. Но Зоран Заев е белата мечка за кого јавното обвинителство не смее да отвори постапка, иако сите индиции водат директно до него. Јавното обвинителство, за кое беше релевантен и отвори постапка според исказ на Нинџа, сега молчи на индициите и исказите кои ги дава Бојан Јовановски. Боки 13 е лицето кое ја носеше торбата полна со пари и тој точно знае кај ги однел. Кога тој ги посочува Заеви како крајна дестинација за изрекетираните милиони, тогаш тоа би требало да биде доволно силен аргумент Зоран Заев лично да биде повикан во јавното обвинителство, да даде исказ и истовремено да му се одземат уредите за електронска комуникација со цел нивно вештачење. Јавното обвинителство со своето неделување само потврдува дека Зоран Заев не е чист и дека нешто се крие. Очекуваме јавното обвинителство веднаш да го повика Заев и да отвори сериозна истрага за истиот. Воспротивно, јасно излегува на површина дека јавното обвинителство е на тастер токму од Зоран Заев. Јавното обвинителство и сите кои сега не смеат да отворат постапка против Заев, иако за тоа има искази со воспоставување на правната држава во Република Македонија, ќе треба да се соочат со аргументите дека го прикривале рекет. Почитувани, доаѓа времето на одговорност. Изборот е помеѓу обнова која ќе донесе ВМРО ДПМНЕ и измама која имаме од Зоран Заев и од Социјалдемократскиот сојуз. Македонија не заборава и нашиот народ ќе ја направи разликата. Ви благодарам.